Фисник здрава. Извинете дечки што каснам. Мислам дека и дел од луѓето што треба да дојдат и што се пријавени ќе каснат затоа што надвор е катастрофа. Знам дека не е оправдување, ама ќе се раскусуриме кога ќе заврши настанов и обикеал. Да, инаку вака зборам ко Багдалена, не сум на стината, не имам проблем со алергија кога ќе се загади, нежен сум, од Охрид сум, така да и за тоа нема ми замерите, ќе се искупиме исто по завршување на настанот. Сакам да ви посакам на сите едно топло добре дојде. Ова е еден нов чаптер што го отворивме минатиот месец, нова приказна со куп драги луѓе и уште тие што дојдоа уште покуп драги луѓе и денес вие што ќе дојдете и таа бројка ќе се зголеми. Станува збор за AI колектив. Тоа е во принцип една непрофитна организација, односно заедница на луѓе пред се ентузијасти во AI, луѓе кои се пионири во одредени области, без разлика дали станува збор за техничкиот дел, дали станува збор за некој бизнис домен и така натаму, неважно. Меѓутоа станува збор за повеќе од 200 заедници глобално, ако не се лажам, таа бројка постојано расте. Првично е потикната од една просторија, барем така е викаат во Сан Франциско, и потоа се пропагира на светско ниво, меѓу другото и Скопје на светската мапа, на она што го прави целата заедница и активностите кои во принцип ги негува. Инаку, пошто се AI денес, и ова AI, односно и ова заедница AI, меѓутоа тука идејата е да споделиме одредени примери од пракса, да продискутираме примери од пракса, да објасниме како се соочуваме со одредени предизвици, како ги решаваме, чисто на каде ни оди паметот и така натаму, со цел да отвориме дискусија луѓе, да продискутираме за одредени работи кои некој друг ги пробал и на некој начин, а и на секој начин да направиме една хармонија, една хармонична средина и екосистем, платформа би рекол, кај што стварно ќе може да се изразиме и технички и бизнис доменски и реално да почнеме и да продолжиме практично да се носиме со она што се нарекува AI тренд и она што се случува во поле на вештачка интелигенција глобално. Денес имам за чест, јас го најавувам настанов, меѓутоа сум на покана на Емилија. Доеден, па ако секој Охригарец, ако не си изрази човек, како беше она, неке го запамтет или неке му направат муда, не видно. Ми е многу драго што Емилија ме покани заедно да застанеме на сцена. Имаме две различни области кои сакаме да ги покриеме. И во првиот дел ќе презентирам јас еден фреймворк кој го работев повеќе од 7 месеци веќе, со одредени доработки, обработки, некој од вас можда и веќе го видел, после ќе продолжи Емилија, ама таа ќе ви каже зашто ќе збори. Инаку во принцип ова е комјунитито, можете да се зачлените. Интересно е што тука има луѓе од сите, да речам, ајде топ 500 компании, меѓутоа и многу пошироко. AMD, Google, Microsoft, сега да не ги редам, Nvidia и така натаму. И одлична можност да се вмрежете на македонски изразено, односно да направиме нетворкинг и одлична можност да едноставно се држите во тек со одредени трендови или можда и да споделите и секако да застанеме на патот, на оној пионирскиот пат да и ние направиме некој тренд во живот. Океј. Јас ке зборам за агенти, некој ќе се насмеат, некој не, неважно. Се AI агенти денес ќе се обидам додам во практичниот елемент, односно како ги работиме во пракса, како ги работам во пракса, ќе ми е драго да слушнам како вие ги работите. И сакам да ја разговараме она анатомија на самите агенти. Изградени на база на вештачка интелигенција и не било која, туку генеративна вештачка интелигенција, затоа што во денешниот хајп луѓето забораваат дека вештачката интелигенција е малку пошироко поле од ChatGPT. Вештачката интелигенција во принцип е нешто што се создаде уште пред 75 години и многу повеќе од тоа, ама ајде да речеме дека се етаблираше пред 75 години и генерално се состои од неколку различни подрачја, меѓу другото надгледувано учење или supervised machine learning, unsupervised machine learning, semi-supervised machine learning, deep neural networks, и овој дел на генеративна вештачка интелигенција и тука се разгранува на уште повеќе и уште повеќе. Сакам само да дадам идеја дека зборуваме за еден многу мал сегмент од вештачката интелигенција. Јас ќе зборувам наративно вештачка интелигенција, меѓутоа мислам на генеративна вештачка интелигенција и на ништо друго. Кога сме кај хајпот, многу сакам, многу љубам да се зборам дека ова све што го живееме денес не е нешто што се случи револуционерно. Не значи дека кој излезе ChatGPT и дека светов се смени. Постоењето на ChatGPT и воопшто демократизацијата на вештачката интелигенција, генеративната,
следеше одреден патерн многу долго време. Односно, таму некаде 60-тите со Елиза првиот чатбот и Тюринг и Тюринговиот тест, па се надолу до, ајде да речам, Word to Vec, каде што се претвораат текстови во embedding модели, односно во броеви, па она attention is all you need, публикацијата што излезе со трансформерите, па тука се случи BERT, па GPT-1, GPT-2, GPT-3, па GPT-3.5 Turbo, па чат GPT, ту понатака сите знаеме. Затоа јас лично не сметам дека моменталното нешто што го живееме е револуционерно, туку баш напротив го гледам како еволутивно. И многу важна работа е дека не секој проблем се решава со вештачка интелигенција. И не секој проблем посебно се решава со генеративна вештачка интелигенција. Такви проблеми, например, се математички проблеми. Математички проблеми не се решаваат со large language модел. Впрочем, large language модел е јазичен модел, не е математички модел. Forecast или prediction модели и recommendation системи не се решаваат со генеративна вештачка интелигенција и тој наратив е фундаментално погрешен. Затоа е многу важно да сватиме од една страна каде има пример на вештачката интелигенција, од друга страна дека ако имаме shitty дата и ако имаме AI, ќе имаме shitty AI. И тоа е прилично едноставно и логично. Другата перспектива е дека без разлика на ова што се развива, ние не треба да останеме мирни, не ентузијастички расположени, туку треба да сватиме дека не треба само да сме немо или бледо да наблюдуваме што се случува во светот. Ова е на така пародична фотографија од Малта, уште тогаш кога бил донесет првиот телевизор на островот и кога луѓето биле во вау ефект. Не треба да останеме во вау ефект, затоа што светот се менува на дневно ниво. И доколку останеме запрепастени или она како го викаме ние послави по визити за безекнати, тогаш може да се случи и самата индустрија да не изеде. Национално зборувам, не зборувам јас по градови или не зборувам по индустрија или по бизнис домен или процесен домен во индустрија. Самата демократизација на вештачка интелигенција следи одредени трендови, одредени бројки. Тука се од Market US, има еден куп луѓе и компании кои прават анализа. Овие дечки прават глобална анализа. Нив им веруваат Dropbox, Google, Philips, Samsung и така натаму, да не ги редам. И генерално направија пресек на 2024-2025 и тренд за предвидување на она што ќе се случи во вештачка интелигенција до 2034. Интересен факт тука е дека повеќе од 70% моментално отпаѓаат на вештачката интелигенција како сервис. AI as a service. Тоа значи дека ние живееме во време кога значително се демократизира пристапот до вештачка интелигенција и по цена, и по сервис. И моментално имаме сервиси со највисоко ниво на абстракција, достапни по многу фер цена и перформанси, посебно на клауд проведение. И тоа како тренд пропагира една аналитика која ни покажува дека од 2025, 2024 од некои си 30 милиарди, ние стигнуваме до пола трилион практично, односно стигнуваме до безмалку 500 милиарди инвестиција во вештачка интелигенција. Изгора на тоа гледаме дека он-прем инфраструктурата со инфраструктурата на клауд следат речиси еднаков тренд. Тоа значи дека очекувањата се кај допрва ќе се случуваат интересни работи на ова поле и затоа сакав да го подкрепам како таков. И тоа е фактот со кој сакам да заклучам дека ние реално живееме во време каде што имаме, барем според мое лично мислење, компресија на историјата. Ако порано на клауд му требаше да се развива 10 години, сега работите се случуваат многу подраматични. Статистички, доаѓањето на Spotify пример на пазарот и она што луѓето во Spotify го правија во една година, сега може да се направи за еден квартал и тоа е покажано со статистика. И трендот воопшто, зошто зборувам за AI агенти, зошто се актуелни, тоа е заради тоа што од кога што се појавија до ден денес, ние имаме пред се амплитуден, односно експоненцијален раст на интересот кон вештачка интелигенција, генеративна вештачка интелигенција и агенти. И потоа имаме и задржување на тој тренд, што значи дека луѓето денес од различни индустрии на светско ниво и по 3 години од појавата на GPT, односно на чат GPT, се уште заинтересирани за GenAI и за агенти. Екосистемот можда малце бледо, меѓутоа екосистемот тоа е само дел, едно парче колач од екосистемот, веќе станува многу голем. И тоа се случува сега и се менува на дневна основа. Сакам да ви доловам чувство на ургентност, urgency,
ама и сакам да сватиме сите дека моментално она што се случува е невероvatен window of opportunity. Како никогаш до сега има можност да се влезе и да се пополнат одредени делови кои не биле претходно пополнети или биле резервирани за големите играчи. И ќе се свичнам на анатомијата на самите агенти и после ќе се свичнам малце на код и ќе покажам неколку демоа, па ќе давам простор на Емилија да се доизрази баш во истата насока. Анатомијата на агенти, луѓе агенти. Самиот агент прво не е large language модел и тоа е фундаментално и наративно погрешно. Агент е систем. И не било кој систем, туку систем изграден од 5 постулати кои ги гледате тука. Посебно делот на security, посебно делот на data governance, посебно делот на модели и инструкции, посебно механизмите на учење и посебно делот каде што тој може да земе некаков source of truth или некаква информација од страна. И ако влеземе уште малку да прочепкаме како е тоа се поделено, сваќаме дека ние немаме работа само со large language модели или small language модели. Тука станува збор за комплексен механизам кој подразбира повеќе леери на работа, особено во делот на носење на одлуки или во делот на аклиматизација или адаптација на знаење кое го има. И оваа фотографија тука е практично пресек од Basic Chatbot, како што постоеше некогаш rule-based off script механизам, па се до автономни агенти и колку многу треба да имаме во предвид, вклучувајќи ги сите овие елементи, за да ги развиеме како автономни. Во спротивно, имаме проблем. И тоа ме носи до спектарот на интелигенција, кој го представив на неколку конференции до сега. Јас го делам на три различни групи. Првата група е реактивна, чат-ботови кои функционираат по скрипта. Втората група е user initiated или јас ја викам реактивна. Реактивна компонента каде што ние имаме сериозен внес во однесувањето на програма. И така се сите chatbot-like системи кои ги имаме денес или асистент. Третата група е нареков проактивна, затоа што таа е таа група на агенти која треба да донесе автономност во самиот систем. И за таа ќе зборувам денес. Од аспект на анатомија на работите, сакам да сватите генерализирано, најмногу генерализирано, дека агент е составен од 3 дела, според мен. Тој дел е мозок. Мозокот е large language модел, јазичниот модел или повеќе модели, инструкции према тие модели. Потоа имаме меморија, односно контекст на запамтување, и дел на акција или ран, каде што се случуваат повици до други системи, MCP сервер, функција, повик до ERP систем, API до друг агент, API до група од други агенти и така натаму. И во принцип идејата се сведува дека ние можеме да развиваме индивидуални или групни агент, кој може да комуницира директно или делегирано индиректно по статичка, односно по динамичка врска со предавање на одредени ID. Сега за да го демонстрирам тој концепт, се слушам убаво вака, пошто јас многу лошо си звучам самиот со себе, пошто имам проблем со енергија. Океј, сега сакав да ви долам една ситуација. Мислам дека и вака можеме да ја пуштиме. Ме слушате вака, така? Зборував доста често за бајасот на AI. Значи, во принцип не е критичен систем, ако го користиме out of the box. Пример, ChatGPT, 100% од времето ќе рече certainly yes, I can do that, I can do this, I can не знам шо. Никош нема да рече чека да провериме дали е тоа така или дали тоа не е така. Без разлика кој модел го користи. Сега ќе покажам пример каде што им дозволувам на два агенти да комуницираат за одреден топик, без разлика кој, и има трет агент што ги слуша. И е критички конфигуриран да ги прекине тогаш кога мислата ќе е завршена, затоа што тие ќе одат до недоглед. Меѓутоа ќе видите во текот на дискусијата дека вториот агент критички го надополнува првиот агент. И после ќе се надоврзам на главното сценарио што сакам да ви го покажам, колку е значајно да користиме групи од агенти за да оствариме одредена цел. Само да ја пуштам апликацијата. Да видам на што ќе се пушти. Пет токетс. Че имаме еден агент тука. Агент 1, агент 2 и имаме еден арбитор. Тие имат можност да прават 3 минути муабет или да ги прекине пред 3 минути, од кога најмалку ќе разменат по 4 пораки. По 2 пораки од агент, купно 4 пораки.
Сега тука можам да му речам, пример, make me... Аха, окей. Само секунда, зашто не се extend, можда вака duplicate идеме. Sorry, фала. Значи, прв агент, втор агент и арбитар. Сега можам да му речам тука, make me marketing campaign for trail running app I'm using as a habit tracker. И тука имаме евалуацијска критерија која ги кажува сите овие работи кои ги покажав. Ќе стартаме јас решението сега и ќе разгледаме што се случува, за да ви ја доволам поентата општо на ниво на агент. Првиот агент вика абсолютли, нормално, certainly, абсолютли, сите сте навикнати на ова, тоа е наративов, нема друг. Вика let's dive into the exciting world и не знам, пепелашка, нели, розеви долини, све е супер. Кажува од прилика како го замислувам, меѓутоа тука имаме your proposal for marketing, да може да забележите дека ќе зумнам. Имаш интересни идеи, ама сега критички ќе те евалуирам на истава идеја. И двата се исконфигурирани да користат еден модел, тоа е GPT-4o Mini, а арбиторот користи GPT-4o, односно 4, извинете, основна верзија, за да сумаризира. И сега тука има на дополнување еден со друг. Гледате, првиот агент му вика фала ти многу на оваа анализа, и јас мислев во таа насока, ама почетно не мислев и така натаму. И тие генерално развиваат дискусија за маркетинг кампањата во која ставаат термини кои јас ги очекувам, а не му ги дадов однапред. Значи генерално можам да кажам полуавтономно комуницира. И самиот арбитор кој треба да сумаризира тука, во принцип, ми кажува дека првиот агент е сумаризација дека агент 2 критички евалуирал и после ми кажува по агент кој како кажал, зашо кажал, кај да има генификација, каде треба нешто да воведам како кампања, како треба да мерам и така натаму. И ми кажува и зошто престанал да ги евалуира. Значи ова ми даде основа да почнам да размислувам за системи каде можам овие агенти да ги конфигурирам во различен наратив. Пред се по instruction set, второ по температура, односно она детерминистика во недетерминистичка варијанта што има самата GenAI, и да ги специализирам за одредени работи до кои истите ќе имаат пристап. Пример, одредена работа до кои ќе имаат пристап, не знам, бизнис аналитика на кейс. CRM системот кај што ќе може да повлечат дата. И одредени специфични ситуации кои се специфични за агент кој треба да изврши одредена акција. И такво нешто мене ме однесе во делот на градење на software development life cycle. Некој може да ја виделе оваа фотографија, денес само ќе ви ја покажам подобрената верзија, каде во принцип јас имам одредена идеја, било каква идеја за апликација. И сакам да ја валидирам на маркет. И порано за тоа требаше да има програмер, да има фронтендаш, да има бекендаш, звездата северница да беше јужница и така натаму се таложеат само причини. Денес ова е можно со помош на multi-agent систем за развој на прототип, брз развој на прототип и проба на пазар за многу reasonable перформанси и цена. И тоа ќе ви го покажам. Со тоа што истиот концепт на дискусија помеѓу агенти го пресликав помеѓу 1, 2, 3, 4, 5, 6 различни агенти, практично 5. Каде што еден од агентите тука има задача да направи техничка спецификација, предава техничка спецификација до агент за архитектура, тој предава да се искуца backend frontend. Backend frontend која ќе заврши се спрема деплојментот и на крај добиваме прототип и прототип на решение кое може да го користиме во AI tooling за да развиеме конкретна апликација. Ја ова ќе го застанам и ќе свичнам тука на тоа решение за да го покажам како изгледа. Само дека имам уште 5 до 7 минути така нешто со оглед на тоа што катне. Нема ми замерите, ако нешто не ви е интересно, кренете рака и ќе се повлеча. Најсериозно ви кажам. Еве како изгледа овој дашбордот. Значи јас сега тука ќе ставам еден specification файл на апликација од Moavit, како трейл апликација, само што ми треба да ја отворам за да ја видите. Fit us up. Да видите како изгледа тоа чудо. Само најдем ока. Еве како изгледа. Значи во принцип си маштам за апликација. Дека сакам да трчам, Strava лайк, сакам да внесам одредени параметри, сакам да ми има, не знам, кај трчам, што трчам, колку ми е heart rate, така натаму, сега да не ве трујам со такви работи. Сакам habit tracker за трчање, ми е интересно, не гам Strava користам.
Кога ќе пуштам процес да specification, еве мрежата на агенти, прво се пали specification агент. Неговата клучна улога е, од она што мене ми е сон, да направи дигитализирана верзија, hard copy на бизнис аналитика. И овој агент може да се користи независно. Два типа на работи кои ги прави. Functional и non-functional requirements. Што се важни за бизнис аналитика, што се важни за product owner, за project manager и така натаму. Кога ќе заврши со работа specification агентот, во позадина се пали shadow, ninja агент го викаме, shadow агент, кој практично го стимулира процесот на онаа дискусија од претходното демо. Еј, супер, ти креираше нешто, друже, ама јас сум критички тука поставен, да тебе можам да те коригирам, да извадиме колку што е можно подобре и поизбрусена верзија. И тој се пали втор, кога ќе завршат, предаваат према architecture agent, предаваат према backend, према frontend и така натаму. Ја сваќате поентава на муавето. Додека работа тие, имам пресек на костот, колку токени гореме, затоа што градбена единица на прайсинг воджение е токени, најчесто 1000 токени чарджинг имаме на модели што се на клауд, за on-prem си on-prem, по GPU, и тука може да видам од прилика колкав е костот до сега, колку време ми врти системот, и нормално кога ќе ми биде готов прототипот, тој ќе се случи на крај. Додека врти, имам направено по daytime stamp, еве го овде, ова е претходно што опуштав да видам дали работи, ова е сега што се случува, значи ова е кога не сум каснел, ова е кога сум каснел, така и си ги крст. Ќе влезам сега во specification и еве го оригиналниот MD файл кој го добивам. MD файлов е spec файл кој може да го користите во било кој tooling. Cursor, Rukot, Windsurfer, Copilot, што го наведете сами. Може да видиме overview на целиот систем, значи ова го добивам со помалку од 2000 токени, како објаснување на таа идеја, без ништо да му спомнам специфично, меѓутоа гледате до која длабина оди, и дури Jira таскови во формат соодветен да ги импортира. Ево како изгледа. Од тој има ревју, ревјуто прави она што ви кажав critical analysis на цело ова, и на крај ќе ви го покажам само фајнал да го видите кога ќе се спои во еден файл, дека практично е многу добро објаснето што се случува во ситуацијава, кои се клучни точки на развој, за кои јас можам и да ги менувам, да ги твикнувам по потреба и да го застанам системот. И нормално на крај она што дискутиравме, functional, non-functional requirements представени преку Jira таскови. Ке се вратам овде на ова што врти, чисто видиме само до каде е. Еве го. Значи моментално се комплетирани сите, се гради прототипот од агентите. Чисто ќе отидам кај костот, може да забележите дека е $1. Значи за вака специфичен систем од 2 до 6000 токени по агент. И сега да се изгенерира прототипот, ќе отворам апликацијата, ќе ја добием и после ќе ви кажам која ми е поента на муавето, пошто веројатно не ме сваќате до сега што сакам да доловам. Во меѓувреме, сакам да ви покажам дека се куца код од бекенд и фронтенд. Ево, например, фронтенд модулот ќе го отворам да видам што се случува тука. Во output, односно outputот треба да биде на највисоко ниво. Ево. Ево апликацијата бекенд, еве ги сервисите што ги има искуцано, некои сервиси се имплементирани, некои има инструкции да не ги имплементира, да стави плейсхолдери, меѓутоа Python Flask апликација јас му реков да гради и мислам дека за фронтенд последно му имам ставено да прави React апликација, и компонентите, еве ги сервисната логика, utils, pages, да речеме Edran, CSS, JSX компонентата и така натаму. Со оние токени кои му се даени да ги стави. Сега во принцип треба да е завршен делов на се гледа. Ево комплетиране и тука некаде треба да имаме прототип. Ево прототипот, чисто да одзирнеме. Ништо спектакуларно. За $1, толку е муаветов. Она што се добива како вредност, значи прототипот на фреймворков луѓе. Не е идејата да извади најдобро можно решение тука. Прототипот кој мене ми е значаен е овој што го добивам овде во овој дел. Ова се сите спек фајлови кои јас може да си ги користам и да си ги градам. Ако влезам луѓе во бекенд, да го отворам бекендов, јас ова со Copilot ќе го изроварам за помалку од пола ден. Еве ги сите API-повици, еве ги што треба примаат, еве дата базата,
каква треба да биде, дали да е релациона, нерелациона, хибридна варијанта, итн. Вредноста која добивам во самиот фреймворк е spec-driven фаиловите кои можам да си ги користам со AI tooling. Али, ако го зголемам бројот на токени кои се користи за генерирање на прототип и влезам во нешто што ќе биде скалирано пута 3, пример, тоа е овој дел овде, тоаш би добил некој прототип кој е ваков. И пак не е ништо фенси, но има логин, има регистар, фасада е ова директно на фронтенд. И можам да си ставам, не знам, 12, 3, 22, терен, роки, ведар, не знам, 30 скец, лебеги. И еве ги овде ќе се запишат. Значи, it starts to make sense. Значи, веќе почнува да резонира, почнува да сваќа што сакам да добие. Ако ова го скалирам, пута 10, од аспект на промпт што го имам на фронтенд, ево го овде, не цело 10, мислам околу 7,5 така нешто, тогаш веќе правиме муаве за сосема друг систем. За сосема друг фронтенд. И тука правиме муаве дека имам дигитализирана верзија на мојата мисла со која гордо ќе можам да застанам пред било кој да пичам. Така? Можам да ја ставам во pitch deck, самата по себе е pitch deck. Имам дигитална форма на она што сакам да го постигнам. Ево како изгледа. Чи можам да додавам ран, и тоа изгледа многу поинтересно од минатиот пат, од другите верзии, нели? Можам да му ставам тука одредени мерки, чисто за да видиме. Не знам време, feeling great. At base 4 бат. Чекај едно смајле, ја му ставам да ми седи. Пример. И сега ќе видите дека има и вграден механизам за навигација. Дури мислам дека и аналитика беше обезбедена последниот пат. И ова се добива out of the box од фреймворков кој ви го покажав претходно кој функционира и ми дава дигитална форма на самото ова со користење на underlying технологија каква што ви ја покажав со самите агенти. И чисто е со wrap-up, пред да ја поканам Емилија на стена, имаше баш една проектна задача од Финки, со професорот Трајковиќ работевме, да се изгради e-commerce апликација и имаше 3 сета на requirementi кои ги поминавме со овој фреймворк. Првиот сет беа SWOT анализа, Ишигава диаграм, opportunities versus threats и така натаму. Сакам да ви кажам и да ви дам до знаење дека вака поставен фундамент резултира и со бизнис аналитика и графици кои се специфични за тој процес. Тоа од една страна. Од друга страна, ако сакате да истртате диаграми, посебно секвентни, database моделот го спомнав, во интерес на време нема да навлегувам многу. Значи, пример, delivery management диаграм. Пино лепо mermaid, copy-paste, што се добива и тоа е добиено за помалку од 3-14 секунди, минути цело решение. Тотално објаснување на процесот и како функционира целиот флоу, да не навлагам во овие долу што си се делови со logged in user, некој юзер што не е логиран, цели секвентни диаграми кои му ги покажав на професорот. И тука е генерално структурирана апликацијата, односно она што ви го покажав сега со Trail, го добивме со апликацијата за e-commerce. Ќе отворам само да ја видите и тука ќе завршам. Еве апликацијата. И сериозно добро се поклапаше со она што генерално го има замислено како идеја. Еве апликацијата, значи можам да си фрлам тука во карт, не знам, да си влезам, да ги дзирнам, да направам proceed to checkout, ги тргнав сите валидации, by the way, што ги изгенерира, да можам да го избуткам ова flow, не знам, credit card, така натаму и така натаму, се согласувам, place order и placing на order. Сума сумарум, значи она што сакам да го доловам, тоа е дека вака поставен систем, вака поставени фундаменти можат да ви дадат добри резултати и може да ви бидат од корист, особено кога ги користите со многу добар промптинг и со насоки кои ги специализираат агентите за специфична област. Пример, functional requirements или не functional requirements, така натаму, кога ќе завршиме денес, можеме слободно да продискутираме. Промптингот кој го имам работено е резултат на инвестиција време од повеќе од 7 месеци само во промпт инженеринг, за да добиам промптови кои можат да ме донесат во овие резултати. Флексибилноста која ми ја дава е да можам да дигитализирам мисла или фичер многу брзо и истото да го тестираме на маркет исто така многу брзо.
И во принцип мислам дека од мој аспект, што сам да ви покажам, дека позади има мрежа на facilitation, тоа го зборнавме, овој зајакот беше наменет дека ќе навлеземе малци во код, се надевам дека не беше тумач како информација и тука јас искрено би ви се заблагодарил за присуството, за вниманието и за унапред за тоа што ме разбирате што закасне. Фала ви многу.